Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Што е тоа ишијас и на која возраст обично проблемот се јавува? Кои се причините поради кои што болката од ишијасот понекогаш не се смирува и проблемот преминува во хроничен? Што се препорачува во таков случај? Дали помага физикалната терапија кај ишијасот? Се препорачува ли пациентите да се движат, да пешачат? Имаме навистина многу прашања, на кои што одговор ќе побараме од професор доктор Валентина Коевска, физијатар. За своето искуство со ишијасот пак ќе зборува македонскиот музичар Мирко Попов. Ќе погледнете блок реклами, пошто се гледаме во студиото на Телма. Понекогаш болките од ишијасот преминуваат во хроницитет, односно никако не може да се смират, но има и лица кои што успеваат проблемот да го стават под контрола. Денешниот гостин беше силно одлучил да му раскине на ишијасот, како што беше најавил на својот Facebook профил, а тоа е Мирко Попов. Мирко Попов, добре ни дојде во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов, особено ми е драго што сум повторно во студиото на Телма со тебе, особено, со оглед на тоа дека многу пати сме го правили ова интервју, но никогаш на оваа тема и ова го гледам као одреден така грациозен прогрес. Обично сме зборувале за музиката, да. Овој пат за нешто друго, за нешто што доаѓа со годините. Сите понекогаш се жалиме на некаква болка во грбот, во колковите, во нозете. Кога, Мирко, ти свати дека имаш малку посериозен проблем? Ќе дам еден само мал вовед. Да, сме зборали за музиката и јас сега што сум многу активен во музиката, всушност мислам дека сум по-продуктивен и по-квалитетен од било кога во сите области со кои се занимавам музика. Што е нормално со времење? Но последните десетина години сите интервјуа што ги добивам се, што е нормално и добар прогрес, да? Но сите интервјуа што ги добивам се генерално некоја шашава дневна политика и вистинско освежување беше што сега ќе имам прилика да зборувам за ишијас, кој беше наистина непријатно изненадување, но очигледно неизбежен, ајде да речам сопатник, нема да речам пријател, со оглед на тоа дека дефинитивно сакам да му раскинам и да све од себе да му раскинам. Но очигледно како поминуваат годините, а јас сум веќе влезен во шестата, што би се рекло, деценија на мојот живот, работите се комплицираат, како што беше it's complicated, статус на врската е со моето здравје е комплициран и работите полека доаѓаат до степен кога мора некои работи да се третираат. Во еден момент доаѓа ситуација кога чувствувате разни промени или болки во кичмата и мислам дека тоа многу луѓе или во задниот дел на телото, многу луѓе тоа го доживуваат. Мислам тоа не е нешто оригинално за мене. Мислам дека секој втор човек, ако не и 80% од луѓето се жалат овде онде и тоа се случуваше редовно. Да ја имам по некоја болка, но тоа поминува со ден или два и дојде еден ден, едно утро се разбудив после подолг сон, мислам дека имав некој тежок викенд кој не се штеде в себе си и онда се разбудив со посериозна болка која исто така мислев дека ќе исчезне. Обично сите чекаме ден, два, три да се смири сама од себе. Она обично исчезнува. Нели се будите, смислите дека е one night stand, не е one night stand, останува болката и понатаму со вас. Силна беше? Па во почетокот не беше толку многу силна, поише како грч, ако смеам. Више има 3-4 години од тогаш. 3 години, не знам. Немам, више имам изгубено чувство за време. Добро е што те препознавам без наочари. Знаеш, еве ги тука се. Која беше ти? Еј, Марија, супер. Да, супер. Шална страна, болката не ќе да исчезне. И како поминуваат деновите, 2, 3, 4 дена, тоа се засилуваше некој грчеви, некоја болка. Дури имав и неколку концерти, еден се сеќавам дека патував до Крагуевац на некој джез фестивал, каде што настапував со мојот состав Кантон 6, еден од составите со кои работам, и требаше да настапувам во живо и баш под болки. Го правев тоа, се возев во кола, не можев да седам, морав да лежам на задниот седиште. И сето тоа со некоја шашава мисла дека ќе помине само од себе, нормално тоа не поминува само од себе. После 3-4 дена, 5 дена, 6, не знам. Сето тоа беше во рамките на една недела. Се разбудив со намалено чувство на, мислам, оваа левата нога. Значи се разбудив и ја пипам левата нога и не ја чувствувам комплетно како што треба и реков дека ѓаволот очигледно дошол по своето
Знаете, мислам, не секој изгледа вака добре ко мене, значи сум потпишал нешто со ѓаволот во еден Во момент. секој случај комплименти за изгледот, сите тоа го коментираат, но еве сега ни појаснуваш дека всушност се јави не е случајно. Не е случајно. Стоење, имам претпоставам, потпишано долго на овде и нозе. онде нешто со некого и онда тој доаѓа полека по еден деловите од телото да ми ги одземе. Сватив дека нема шала со ова што го пипам овде, дека не ја чувствувам ногата исто како другата, дека е време итно да отидам на доктор, дека ова нема да си оди. Се снимав, докторот кој погледа снимката рече Ишија, се реков леле, он рече господине, 72 годиште. Време ви е за Ишијас. Викам, добро, што ми е време, онда да го прифатиме. Но ако може да се раскине со него, би било уште подобро. Би било идеално. Имам она супер докторка која е моја пријателка и се грижи за мене, Елена Дробицка. Они работат во Катлановска бања, отидов кај неа, ме погледна, рече дека сум зрел за 10-дневен третман и се обидов преку 10-дневен третман да раскинам со Ишијасот. Така, секој утро, рано са бајле, поаѓаше Мирко на автобуската станица, нема персирање. На автобуската станица, каде што стои автобусот број 53, и тоа го објавуваше на Фејсбук. И потоа одеше до Катлановска бања. Бањата ти помогна? Апсолутно, ова ми помогна. Мислам, видите, кој зашто да е болен, особено овие по-нетерминални болести, као Ишијас пред се мора сами да си помогнете и да сватите дека нешто не е во ред со вас и да тргнете по патот на раскинувањето со болеста или да се обидете да бидете што е можно погоре. Јас сватив дека во моментот едноставно не сум доволно финансиски спремен за да си платам такси секој ден до таму и назад, пошто не е баш мала сума. И сватив дека ќе одам со автобус, секој се бајле многу рано, ќе го фатам првиот автобус. Па морам да станам околу 6 за да го фатам автобусот околу 7. Можеше со тој проблем пешки до автобуската станица добро, да поидеш? Да, мислам пиев апчиње. Против болка. Апчињата против болка помагаат во неколку часа. Но зашто беше добар патот со автобус за мене? Ја доаѓам, живеам во градски зид, цел живот го поминувам кај сум некој фраерче, арогантно од градски зид, никогаш не се возам со автобус, но дојде денот кога морам мислам не морав, но сватив дека е многу пологично и поиздржано за мојот џеб да се возам со автобус. И сватив и тоа патешествие, своевидна авантура, јас се обидувам било што во мојот живот, возење со автобуси не е некој голем проблем во животот, али за мене го сватив како авантура и сакав позитивно да се однесам со него и многу научив од ова возење. Научив за humility, научив дека арогантноста не е баш се во животот и дека е добро човек да биде, како би го превел зборот humility, понизен, поприземен. Не е дека прво приземно искуство во мојот живот, но ова беше фантастично заради тоа што во комбинација со болест, која те потсеќа дека си само во наминување си на овој свет и дека полека со годините се повеќе ќе имаш физички проблеми кои те потсеќаат дека си наминување и дека си само еден како човек, како и сите други. Овдека и дури си бил привилегиран до сега да не се возиш многу со автобус или да немаш многу здравствени проблеми. Значи тоа е вистинска привилегија, а сега доаѓа времето кога таа привилегија полека исчезнува и дека ќе застанам во редот на луѓе кои се лечат, имаат одредени болести. И сето тоа ми направи да се чувствувам, да се ослободам од теретот на арогантноста или да ми подпомогне да се ослободам. Така да секој се бајле патував до таму. Колку дена? Па 10. 10 дена? Да. 10 дена, така ми препише мојата докторка. И што се случуваше таму? Помогна ли терапијата? Па апсолутно дека помогна, да. Што беше вклучено во терапијата? Па сега не можам све да се сетам, мислам дека 5 третмана во денот имав. Значи нешто со струја, нешто со вежбање во вода, во топол базен. Сватив дека тоа е всушност нешто што кој би имал моќ, кој би бил крал на Македонија, убава дејност, би вградил во секој дом мал базен со топла термална вода за сите луѓе да вежбаат наутро во него, заради тоа што тоа е вистински благодет. Без разлика дали сте болни или не, сватите дека тоа е вистински благодет. Значи вежбав во топол базен, вежбав со специјален тренер или тренерка, како се вика сега тоа,
една госпоѓа или госпогица која ме препозна кој сум и ми рече: "Аха, те знам ја тебе, се правиш важен, искачеш на сцена, ако не вежбаш добро и ако не продолжиш секој ден да вежбаш после ова, нема да бидеш, ништо нема да остане од тебе и нема да изгледаш добро на сцена, нема да можеш да се правиш фраер." И јас сватив можно е сериозно и вежбав можно сериозно. Дополнително свестување. Да, имаше некој. Не можам да се сетам на сите третмани. Масажите помагаат. Масажот исто така беше последниот третман. Јас не сум баш некој што е опуштен кон масажа. Тешко ми било кога се приближува некој до мене да ме пипне. Увек тешко сум го доживувал тоа. Овој пат морав да се опуштам едноставно, пошто се работи за моето здравје. Имав разни искуства со разни масери. И всушност одлично си ја заврши они својата работа и сватив дека масажа исто така мора човек да се опушти и од време на време да иде, особено кога е малку постар. Значи ги правев сите тие работи мощно и одговорно. Не сме више да спијам на стомак, значи спиев на страна. Тоа беше тешко, привикнувањето да се спие на за кој мене. начин. Не беше тешко да се привикнеш, знаеш кога се мора, се е лесно. Едноставно морав. Али тешко ми падна заради тоа што онаа позиција да заспивам на стомак ми е најопуштена позиција. А сега не сме на стомак, мора на грб. Па не сме углавном, мада имам мали периоди кога спијам на стомак и мислам дека веднаш се бајле го осеќам тоа. Така да не на грб никако не можам да спијам. Бочно. На страна. На страна. Бочно. И онда тие 10 дена и целото тоа моја вистинска вложеност да сето тоа го направам како што треба, ми помогна, дефинитивно исчезна болката, но ишијасот никогаш не исчезнува, тој увек тука и те чека. На некои луѓе и воопшто им продолжуваат проблемите, а имав среќа да не ми продолжат така, голема проблемите. среќа, бидејќи многу често се жалат на хроницитет кога станува збор за ишијасот и болката. Дали понатаму вежбаш? Едно време вежбав, потоа престанав, бев неодговорен едно време, па сега последниве месеци сум вратен назад да вежбам, заради тоа што вежбањето всушност на моја возраст, без разлика дали имаш ишијас, немаш ишијас, ти мора да бидеш физички активен. Се трудам да бидам што е можно повеќе. Порано се бавев и со спорт доста, последниве 7-8 години не се бавам со спорт и ова вежбање и се трудам и да одам многу. Баш се предизвикувам себе да одам. И полека се обидувам да се доведам до степен да се бавам и со некоја друга физичка активност, можеби некој спорт. Ќе видиме што ја порано се бавам со спорт, сега не. Не ми е мене проблемот да ја вежбам или да се бавам со спорт или да одам. Главниот проблем настанува кога тоа треба да го правам во континуитет. Дисциплината, мислам дека не само за мене, не сум тука уникатен, за сите луѓе е најтешкиот дел е дисциплината. Пошто лесно е денес и утре да вежбам, но тешко е секој ден од сега во следните 10, 15, 20 години. Било дека болката мотивира да се вежба. Дефинитивно мотивира. Дефинитивно имаш среќа што е таа повлечена, но ќе треба да си најдеш секако некаква повлечена е, но тука цело време ме потсеќа, ја не смеам веќе да дигам тешко. Како изгледа животот кога не смееш да кренеш тешко, кога имаш одредени ограничувања за да не се вратат болките? Па ги замолувам пријателите, девојка ми е силна, има физичка полна со физичка енергија, она понекогаш ги носи грамофоните. Се зезам, значи можам нешто малку, нешто кратко да го направам, морам да внимавам многу како го подигам и се и не можам на подолга релација. Едноставно не е добро. Не знам што ќе се случи ако претерам, не сум претерал до сега и стварно имам обкружен сум со прекрасни пријатели и прекрасни луѓе околу мене и помагаат, но едноставно се трудам да не кревам многу и да не го правам тоа. Се трудам да вежбам колку што можам повеќе, се вратив во тој континуитет. Се надевам, одам доста, се надевам дека ќе успеам сето тоа да го развивам и у форма на некоја посериозна физичка активност, можеби некој спорт едно време пробав со тенис, не сум сигурен дали тенис е вистинскиот спорт. Ќе прашаме професорката која што ќе разговор со која што ќе следува разговорот. Значи се трудам да бидам активен, не само заради ишијасот, него и заради тоа што на моја возраст од сега натаму ја мора човек да биде активен, не само физички, туку и психички. Океј, ја доста работам, како што реков на самиот почеток. И работиш на нозе, значи сепак диџејството е поврзано со... Не сум веќе толку многу често диџокеј деновиве. Повеќе со издаваштво се занимаваш? Издаваштво, имам смислам некои проекти, правам доста музика. Пуштам музика навечер, да, ама искрено не ми е толку многу интересна како порано, бидам искрен. А и ми се спие. И ти се спие, веќе ни се приспива навечер, тоа е нешто што се менува, но велат и дека е сонот многу важен за здравјето, меѓу другото. Тоа го имам у баланс, сонот го имам добро у баланс, особено преку недела. Секој ден готвам и
храната има баланс, у контрола сум на тоа што го јадам, не само ја, него и мојата блиска околина и уживам во тоа, by the way. Не го правам само заради здравствени причини, го правам и заради тоа што уживам во него. Дури би рекол уживам на начин на кој што порано ужива во пуштање музика. Прилично слично миксање и прилично слично слобода ти дозволува да ги активираш рацете, мозокот и останатите чула. Значи сега миксаш во кујна? Миксам во кујна, миксам и во диско, али миксам во кујна. И една од работите кои мојата докторка, ќе ја поздравам уште еднаш, Елена Дробицка, она искрено се грижи за мене и она многу ми значи таа она непосредна грижа. Кога ме прегледуваа, пошто овда ми онака на тие целосни прегледи, али овој пат повторно идов на некои оверол прегледи и ми рекоа дека се приметува дека се грижам за својата исхрана, што многу ми е битно и многу ми е кул, заради тоа што тоа стварно помага на сите други работи после. Па дури може да си дозволите по некој излет за викенд во неодговорност, да ќе речем. Мирко, ти посакувам многу здравје и понатаму да продолжиш да се грижиш за своето здравје на ваков начин, на кој што се грижиш, па дури подобро. Па би морал подобро. Би мора подобро, секој од нас мора и може подобро и да продолжиш успешно со музичката кариера како и до сега. Благодарам и тебе и многу ми е драго што повторно со тебе во студиото. Се надам за некој време ќе се видиме некоја друга тема. Секако. Да сме здрави и живи. Да, сме здрави и живи, апсолутно. Мирко, ти благодарам уште еднаш за разговорот. Почитувани, сега следува блок реклами, а веднаш потоа некои кратки и јасни факти поврзани со ишијасот од професор доктор Валентина Коевска, физијатар. Во продолжение на емисијата ќе добиете неколку кратки и јасни факти поврзани со ишијасот, ќе не ги даде професор доктор Валентина Коевска, физијатар од Универзитетската клиника за физикална медицина и рехабилитација, председателка на Македонското сдружение за физијатрија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Вистина ми е големо задоволство што сте повторно тука. Да, добар ден. И мене ми е особена чест и задоволство што повторно учествувам во вашата емисија. Професорке, што ја предизвикува ишијалгичната болка? Така, видите, најчеста причина за ишијалгичната болка се промените во ребетот. Значи, тоа пред се деформитетите кои што може да бидат стекнати во текот на животот заради седентарниот начин на живота, некогаш и професијата. Значи, имаме и намалена физичка активност, меѓутоа и кои професии се поврзани со долготрајно седење, така да се јавуваат деформитети на ребетен столб во вид на кифосколиоза, потоа израмнете или назначена лубална лордоза. Исто така голем фактор е тука и возраста. Со старењето си и возраста се јавуваат промени на ребетниот столб. Знаеме дека меѓу пршлените има спинални отворени, интервертебрални отворени кои што излегуваат спинални нерви. Тоа се 5 од првиот лумбален пршлен до првиот сакрен и сите тие влегуваат во состав на нервус ишијатикус, кој што се протега од крстот па се до стапалото и прстите. Имаме тука некои фотографии кои што може да се видат. Да, тоа е еден голем нерв всушност кој што се движи. Да, многу голем нерв кој што затоа и јака, интензивна болката неподнослива. Вела дека може да биде многу силна, една од најсилните болки што ги може да ги почувствува човекот. Да, тоа е неподнослива болка и само би додала како исто од причините тука доаѓа и дискосхирнијата. Знаете, има и други промени. Може да има и воспалителни експанзивни процеси и тие може да предизвикаат ваков симптом. А како точно изгледа болката? Остра ли е, тапа ли е? Болката е неподнослива и интензивна, дури пациентот не може да стапне на ногата. Тоа е она што првото кој ќе ви го каже кој ќе влезе во ординација и има една анталгична положба, заштитна, која што ја зема пациентот за да си олесни, значи го искривува рбетот во лево или во десно. И ние кога оди го викаме дури анталгиченот, значи остава впечаток. Може некогаш да се случи на двете носи. Затоа она што прво треба да се направи во овој ран период, треба да ја бараме причината. За таа болка, значи да се направи една нативна рентген слика и да му се препорачаат секако фармаколошка терапија аналгетици. За да се смират симптомите. За да може да ја поднесува болката. Таа нема да исчезнува, на моменти и поинтензивна. Значи не може да фати положба пациентот. Му се нарушува и сонот. Значи самиот квалитет на живот е многу нарушен и треба со таа рентген слика ние кој ќе видиме основната причина на право место да го патиме и правилно да го лекуваме. Значи аналгетици, првите 2-3 дена бара мирување, секако може и некоја крија масажа, ладни облоги да помогнат и положба е да се ја заземе пациентот која му е најзгодна. Значи најмалку за да ја чувствува таа
болка. Значи може да биде со свиткани колена, свиткани малку во коковите, знае да менува положбата и тоа е тоа. А потоа, значи веќе по 10-тиот ден пациентот би требало да дојде на консултација со еден специјалист по физикална медицина и рехабилитација, односно физијатар. Значи најнапред треба да се обратат кај физијатар? Тоа е првиот чекор? Најпрвиот да се обратат на матичниот доктор. Да се тоа се чекорите. Да, тоа се чекорите, затоа што матичниот доктор најдобро познава на што пациентот, значи кои ризици ги има, кои коморбидитети и која аналгетска терапија може да земе безбедна за него. Значи на дофацен и стероидните антиинфламаторни лекови, него кој и како треба да добие совет од лекарот. Но тие нема да го решат проблемот, туку само ќе ја смират болката. Да, значи болката кај нервус и шијадику знае да трае 45 дена, тоа е акутен период, 6 недели. Тоа е навистина долг период. Меѓутоа сепак е индивидуално. Кај некои пациенти знае пократко да трае, кај некои пациенти дури и подолго и да премине во субакутна болка. Од што зависи дали проблемот ќе се смири, ќе се реши, болката ќе се повлече или пак ќе перезистира и ќе премине во една хронична состојба? Доаѓаме до моментот на препораките, кои што нели и произлегуваат од искуство во лекување на пациенти. Значи, пациентот ќе зема фармаколошка терапија, ќе му дадат совет во раниот период, нели, и матичниот доктор за да ги направи тие исследувања, меѓутоа потоа треба да дојде кај на специјалист за физикална. Она што го зборавме за да му помогне кои заштитни положби треба да ги зема за да не ја интензивира болката, второ и да му препорача физикална терапија. Значи, тука имаме повеќе физикални процедури, таа електротерапија токму намената за облажување на болката. А значи терапија со струја. Да, меѓутоа треба да се направи и правилен избор, која струја ќе се даде, кога ќе се даде и како ќе се комбинира. Значи за секој пациент различно, индивидуално е тоа. Па индивидуално, затоа што видите и пациентот болката различно ја доживува. Секој има различен праг на болка. Да, праг на болка, да. Вие може да видите пациентот да клинички и не е така, нели кој ќе го прегледате да ги предизвикате и да видите докаде е нели состојбата, да не треба да го преупатите и на друг специјалист, нели. Меѓутоа некогаш ја поднесуваат пациенти многу болката, не ја кажуваат дека е така интензивна, па ние знаеме тука со наши тестови да го прашаме дали ви од 1 или до 10, ако е 10 нели е најака интензитетот на болката, а 5 е веќе подносливо, нели, умерена е болката, така. И го прашуваме нормално дали е под медикаментозна терапија за време на прегледот, не, за да најдеме соодветен начин да избереме соодветна комбинација на електропроцедури. Им препорачувате ли вежби? Видете, да. Многу е битно првите 3 дена да мирување, меѓутоа не значи дека во акутната фаза. Да, скороз да ја намали физичката активност, односно да ја сведе на степен да може да биде подносливо за него. Затоа што и долготрајното мирување не е препорачливо. Затоа што, знаете, он мора да ја одржува таа физичка активност, затоа што болката носи страв. И он се повеќе се ограничува и доаѓа во еден зачарен круг. За тој краток период знаат и мускулите да отрофираат, да осламат, поготово кај возрастната популација. Ќе влезе во еден зачарен круг. И тогаш веќе и нашата помош, па дури ќе треба, нема да биде да даде голем бенефит, па дури ќе треба да го патиме и да добие психолошка, нели, поддршка. Да. Каков тип на вежби обично препорачувате? Видете, тоа постои, значи, еден протокол на вежби кој што се препорачува кај пациентите веќе кога ќе им се намали болката, ние започнуваме полека постепено. Значи даваме изометрички, изотонички вежби на мускулатурата која што го држи работот, за да се зачува таа, да кажам, тие физиолошки кривини кои што постојат. Значи вежбите се однесуваат за јакнење на мускулите кои што го држат работниот столб и кои ќе ни овозможат зачувување на физиолошката лордоза. Значи на работот. Тука спаѓаат мускули за истегнување, јакнење на абдоминалната, односно стомачната мускулатура. Мускулатурата на карличното дно, тука ние мускулатурата глутеалната и нели мускулатурата и на долните екстремитети. И битно е вежбите да ги прави во растеретна положба. Значи тоа е многу битно. Каква е таа? Вежби значи кои што не ќе го кои што нема да го оптеретуваат работот. Тоа значи во лежачка положба, во седната положба, четвороножна положба. Значи вежби кои што и оптеретување нема директно да влијат и уште повеќе ќе ја потенцираат болката. Може ли ако се вежбите несоодветни,
погрешно изведени, дури да е влошат состојбата. Еве, например, одат луѓе во фитнес центри, во тие... Теретана, да. Да. Тоа е многу често, особено, нели, спомнавме оваа болка повеќе се јавува после 35-та година од животот и баш го зафаќа работоспособното, активно население. Дури искуствата покажуваат дека највисок процент на боледување се токму ради оваа причина, подеднакво и кај мажи и кај жени. И сега, знаете, од таа популација е активна. Денеска многу посетуваат и теретани, нели, одат и на фитнес, оптеретуваат. Треба добро да се познава сопственото тело, меѓутоа да се прифати возраста. Ние, значи, сите стариеме и сега. Значи, оптеретувањето што ќе го направите во пациент, да кажам, што е во добра кондиција и помлад, не можете тој и кај по возраст. Значи, треба да се намали и она што е битно да вежба во растеретна положба, тоа што го кажав. Помладите не се откажуваат од фитнесот. Не можете да ги убедите, знаете. А вие ќе се трудиме, ќе дадеме совет, меѓутоа ако веќе сака да вижба, поготово на лајт машините, најдобро да вижба во седната положба. Да не го оптеретува ребетот. Али сепак за популација на 40-45 години се препорачува пилатес и йога. Пилатес и йога, значи се соодветни се положбите, доволно долго траат вежбите. Јас искрено ќе кажам, во мојата пракса изгубив многу пациенти кога почнаа редовно да вежбаат. Значи тоа ме радува, затоа што и многу поретко ќе дојдат за да ги примаат електротерапија, да мораме да ги обезболиме. И тоа е стварно голема. Значи, со соодветни вежби, да, редовни, може да се стави под контрола овој проблем. Значи, пациентот веќе кога ќе го обезболиме и кога ќе може да ги прави вежбите, кои што ние ги имаме воведено како редовна програма во нашата институција, тие се викаат вежби за крст, не траат подолго од 30 минути и тука под надзор на физиотерапевтот, кој што треба да знае и правилно ќе го едуцира како да ги прави вежбите. А давате ли некакви насоки за држењето на телото, движењето? Важно ли е тоа? Смеат ли да се движат? Советувате терапија во форма на пешачење, на движење? Да, советуваме. Значи, пациентот полека треба да се врати онака како што функционирал и пред да ја има болката. Ме сваќате, значи, сепак треба време, ќе се реши, меѓутоа треба да се врати пак на секојдневните активности, дали во домот, дали во дворот, дали на работното место. Значи, тоа е популација која што е допрва, треба да придонесува, како да кажам, општеството и има социјален и друштвен живот. Препорачувате? И сега, она што ме, нели, да се надоврзам, препорачуваме. Значи, за време на работата, нели, таа 8 часа, кога седи, препорачувам барем 2 пати или еднаш да издвои време за паузата, да ги направи вежбите. Второ, потоа препорачуваме, доколку има јака болка, нели, пациентот во тој ран период, не спомнавме, носење, нели, на заштитни ортопедски помагала, ги кажуваме, кои што, нели, добро ќе го позиционираат ребетот и ќе го растеретат кога пациентот има болка, меѓутоа не долго да го носи. Што се тоа се појаси? Тие се тие лумбални корсети, меѓутоа не треба долго да ги носи, затоа што Зошто помладиот, затоа што ќе ги ослабне мускулите, знаете, ние треба да направиме мускулен корсет. А не корсетот не може, значи, да работи за нас. Мускулите се тие кои што ние треба да ги одржуваме. Колку време може тој корсет да се носи, значи, не направи штета, само да придонесе до на бенефит? Кога е во акутниот период, се додека има јаката интензивна болка, меѓутоа, кај популација која што има професија каде што му е, нели, прилично знае да го оптерети ребетот, кога врши потешка физичка активност, треба да го носи. Значи, треба да тој период за да го стабилизира ребетот. Да го стабилизира. Дали препорачувате масажи кога станува збор за ишијац? Видете, се препорачува. Има 5 типа на масажи. Значи, треба добро и стручно да се аплицира таа масаж. Значи, не е се едно, ќе одам ја на масажа, имам ишијац. Или ќе одам да ме наместат, па можат, нели, да се потенцират и да дојде и до повлошување на симптоматологијата. Значи, тоа ни се случува. За жал во праксата ние гледаме и компликации. Значи, она што е битно, првиот тип на масажа, тоа е она гладење, кој што ќе му улесни и аналгетски ќе делува кај пациентот, да, меѓутоа и таа не треба предолго да трае. Значи, ограничено. Значи, не може да биде она, да речам, масажа за релаксација или не знам кога е период, кога се работи, нели, за она акутна, субакутна фаза. Значи, и тука треба да се направи соодветен тип на масажа, а што е со топлите облоги? Спомнавте ладни облоги, сега ладно или топло? Видете, тука станува збор за воспаление на нервот. Така има компресија, трпи, болка, значи он е притиснат. И се вие ако дадете топлина,
висока, onda уште повеќе ќе го возбудите. Затоа првите 2-3 дена се препорачува ладни облоги или криомасаж. Подносливо да биде за пациентот. Меѓутоа искуството кажува дека и пријатни топли облоги, значи му пријаат понатаму на пациентот. Значи тоа е сепак и индивидуално, треба да се прави добра проценка. Али никако врело. А врело не, а бањи? Не. Еве пред малку слушнавме дека Меѓутоа претпоставувам дека нели Мирко веќе бил во онаа фаза нели веќе кога болката била ставена под контрола, дека поминале доволен број на денови, 2 недели и веќе се оди, меѓутоа тие бањи не се над 40 степени. Значи треба во така разладени бањи да бидат пријатна топлина да му прие на телото, за да може нели да изведува вежби и во бањата, а и секако пливање се препорачува. А и пливањето, значи е покрај јогата и пилатесот, пливање препорачувате. Да. И исто многу битен момент од ризик факторите. Знаете, за секоја болест има и ризик фактори. Доколку некој има зголемена телесна тежина, тоа е еден од ризик факторите. Доколку се намалат килограмите, ќе се решили проблемот? Видете, многу значи рбетниот столб да го растеретите. Нели? Секако дека проблемите ќе исчезнат, меѓутоа не значи дека нема и да се повторат. Али тој ризик фактор доколку го нели отстраниме, како да кажам, со правилна исхрана, нели не толку внесна, заситени шеќери и масти, значи еден здрав живот, физичка активност, правилна исхрана, секако и неколку килограми да намали пациентот ќе има голем бенефит. Значи тука е возраст. Искуството го покажале, па и многу истражувања што се однесува телесна тежина, дури има истражување во нашата земја спроведено дека и пушењето е ризик фактор. За ишијас? Да. На кој начин има некој механизам кој што го појаснува? Најверојатно ќе се истражува и понатаму, меѓутоа да. Она што е интересно, не треба да го заборавиме и оној момент, нели, кај пациентот дека треба да значи кога ќе помине болката и ќе се ресе да не заборави да ги практикува овие препораки. Значи треба правилно да го едуцираме, поготово во однос на кривање на тежината понатаму. Како се крива правилно тежина кај лице што има ишијас? Не треба со потполно свиткување нели на телото, од исправена положба да се свитка пациентот и да земе товар. Значи треба да го растерети рбетот, а тоа ќе го направи со клекнување, значи ќе се ги свитка колениците, ќе се свитка во колковите и тогаш ќе може да крене терат. Исто и додека врши некои физички активности низ дома, значи треба тоа да го практикува. Значи постојано треба да се внимава за да не се повторат болките. Исто второ треба нели креветот на кој што спиете, треба да биде премногу црст, но не треба и премногу, значи да биде како еластичен. Да биде душекот, значи оние што имаат ишијас треба да внимават и на каква подлога спијат. Така, мора да го прашате и тоа пациентот за да не му се повторат понатаму тегобите. Значи треба да биде доволно цврст и доволно еластичен. Никако мек. Значи да не пропаѓаме во него. Ќе ги изгуби физиолошките кривини и ќе го потенцира уште повеќе, а може и да развива деформитет. А доколку е премногу тврд душекот, и тоа е проблем? И тоа не е препорачливо затоа што премногу ќе израмни она лордозата, физиолошката кривина. Значи доволно цврст. А во која положба да се спие? Бидејќи многу од нас спијат на стомак, некои спијат. Видете, тоа е препорака можеби во оној период кога има болка пациентот. Тој не може да спие тогаш на стомак, мислам во никој случај. Уште поголема ќе биде компресијата, знаете, на риве. Затоа е најдобро на страна или ако може на грб. Таа Вилијамсова положба што и во литературата може да прочитаат, не само мислам и да ја видат пациентите, значи благо свиткување на колковите и колената му ја олеснува состојбата. Токму ради фетусна положба? Па и тоа ако му е подобро. Меѓутоа не долго трајни, значи треба да ја менува. А употреба на пернички помеѓу нозете? Може, олеснува, да, убаво и тоа. На некого му прија, значи ги давате секако тие совети. И понатака, нели, рековме совети како да функционира, каква столица, ако има нели професија поврзана да долго седи, или ако се работи на компјутер, мора да има соодветна столица која што ќе ги запази физиолошките кривини. Значи ќе одржува таа правилна положба, а не и нормално мониторот да биде добро поставен за да не ги форсира некои неправилни положби. Тоа се однесува и на адолесцентите, и на децата, и на помладата популација. Не е тоа совети, мислам, тие се до крајот на животот. До крајот на животот, дури понекога се препорачува да се седи на она топка за пилатес, препорачувате? Да. Дури на работното место да си донесеме? Да, затоа што во цело време се практично тонирани мускулите. Тие се тие изометрички вежби. Ние што ги кажуваме. Секоја промена на положбата, нели,
на столицата, истовремено прави баланс и ги тонира мускулите и на ребетот и на карличното дно и секако стомачната мускулатура. И исто, не спомена во акутниот период, меѓутоа и после тоа, нагли покрети. Знаете, увртување во рбетот, вртење во лево, во десно, нагло станување, нагло кривање на терет, тоа треба да се заборави. После преживување на една ваква ишијалгична болка. Значи, сето тоа да се прави постепено, полека, нели, како да стане од кревет, дека те први да ги спушти нозете, па се поскрене со рацете, седне, постепено да стане и како, нели, да носи товар. Значи, треба многу работи да се променат во начинот на живот, за да не се повторуваат болките, но што ако тие не се смируваат никако? Што се презема? Тоа е оној најголемиот проблем. За жал, дел од случаевите може да доведат, нели, и до појава на симптоми, за да мораме на пациентот веднаш да го патиме на неврохирург или ортопед. Тоа значи дека да ни се јават проблеми во однос на функционирањето, во смисол да пациентот не може да правилно оди, нели ќе му падне стопалот или не може да застане на прсти, не може на пети, болката е интензивна, чувството за допир, значи сензибилитет, ние го велиме за топло, за ладно, се губи или ќе стане поинтензивен и исто промени околу урогениталниот систем и контрола на сфинктерите. Тоа е веќе една итна состојба која што ние, ако треба дури некогаш за време на третманот и на контроли кога правиме, веднаш го преупатуваме пациентот да видиме, да направи подетелни испитувања за да се постави индикација или не за оперативна интервенција. Тоа е веќе индикација која што ќе постави неврохирургот. Колку често оние кои што имаат ишијас одат кај физијатри, тоа е првото и последното место на кое што се јавуваат. Значи, колку често болката и проблемот се става под контрола без неврохирург и операција? Па видете, ние имаме многу позитивно искуство. Искрено го кажувам, значи без оглед дали се работи за пракса во јавните здравствени установи или во приватните здравствени установи. Ние делот добар процент од популацијата, голем процент, знае да го надмине овој проблем и одлично да функционира во животот. Често имате пациенти со ишијас? Да. Особено, искрено ќе кажам, после пандемијата порасна некако бројката, затоа што онеа не ограничи во физичката активност, бевме изолирани. Долго време поминувавме дома и тие што има навика да вежбаат дома, меѓутоа друго е кога идете, нели, во соодветна установа да вежбате. И тоа доведе да многу после тоа имаме пациенти кои што ја бараа нашата помост во однос на функционалност и болката. Што е најдобра превенција за ишијас? Ова токму и што го денеска го зборувавме, значи да внимаваме на телесната тежина, да не заборавиме дека идеме, нели, во еден правец во животот, дека и стануваме повозрасни. Правилната, нели, исхрана, рековме, физичката активност, пешачење, пливање се препорачува, па и одредени спортови кои што не го оптеретуваат ребетот. Дали витаминска терапија некоја може да помогне? Може да помогне во обновување и на функцијата на нервот. Значи, таа витаминска терапија е достапна и е многу, значи, ефикасна во комбинирање со физикалните процедури, кои третираат не само болката, него делуваат и антивоспалително, антиедематозно. Кои витамини се тоа? Па тоа се витамини од групата Б, меѓутоа имаме, мислам, и во нашата држава достапни се и помодерни, да кажам, така ги викаат, нели, пациентите препарати, збогатени со алфа-липоична киселина, која што се покажа многу ефикасна и секако антиоксидансите. Значи, една комплетна, значи, сепак е болест на која што бара мултидисциплинарен пристап. Да. Професор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за појаснувањата поврзани со ишијасот, кој што за жал е чест и со годините можеме да станеме, за жал, пациенти, но ете, со добра превенција можеби можеме да одложиме. Може ли никогаш да немаме ваков проблем? Искрено да ви кажам, нема, значи, човек што барем еднаш во животот не имал долна грбна болка. Тоа, значи, дури никогаш и по два пати. Меѓутоа, тоа е, нели, новите времиња, има нови професии, носат нови ризици и ние треба секако да се справиме со нив. Ви благодарам за поканата и се надевам дека бев, нели, достапна да ме разбере
Така, на еден убав и јасен начин сите ова го појаснисте. Ви благодарам уште еднаш. Ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, гледајте не секој работен ден на телевизија Телма во 12 часот и 50 минути, каде заедно учиме за здравието. Имајте пријатен ден.